Почитувани, добар ден. Додека народот нема за леп и сол, владата на СДСМ купува школки, октоподи и морска риба. Ова е извадок од веб страната на Бирото за јавни набавки, од која се гледаат трите договори со кои владата, преку службата за општи и заеднички работи, на 7 април годинава купила 100 килограми школки, ракови, лигни и октоподи. И сето ова се прави во период додека медицинските лица немаат заштитна опрема. Луѓе се заразуваат и умираат од корона. Додека се кратат плати на работниците, а голем дел од нив остануваат без работа. Наместо да се набават нови респиратори, заштитна опрема или да им се подели бонус на лекарите и медицинските работници, владата се гости со народни пари. Народот се организира и шие маски, капи и калјачи за лекарите, затоа што владата наместо да купи заштитна опрема, парите ги потрошила за гозба. Доколку Заев, Спасовски и СДСМ купеа заштитна опрема за лекарите и медицинските работници, немаше да имаме над 200 заразени лекари и медицински сестри. Наместо да склучаат договор за набавка на 365 килограми свежа пастармка, 200 килограми крап, бранцин и лосос, 400 килограми ослик, шкампи, лигни, школки и ракчиња, да купеа заштитна опрема и дезинфициенси, немаше да бидеме на врвот на смртност во регионот и да имаме повеќе мртви на милион жители од Албанија, Бугарија и Грција заедно. Почитувани, работниците остануваат без работа, земјоделците се без откуп, економијата тоне. И наместо помош за сите нив, владата ги фрла последните пари за морска риба. Срамота. Ова е класична злоупотреба и за ова одговорност мора да има. Бараме подитно да се запре безредието со трошењето на народните пари. Во ек на криза, во ек на пандемија не смее да се троши на луксус и гозби. Потребно е итно запирање на сите тендери кои значат набавка на непотребни работи. Во овие моменти народот од власта очекува скромност, а не раскалашеност и јаздисаност. Веднаш да се раскине договорот и парите да се пренаменат за купување на заштитна опрема за медицинскиот персонал. Ова е само еден од низата примери на луксузирање додека народот гладува. Деновиве ќе обелодениме и други скандалозни набавки. Напоменувам, сите вакви договори со кои се манифестира луксуз во ек на пандемија ќе бидат предмет на ревизија за многу брзо од сега и сите кои сториле криминал ќе одговараат. Ви благодарам. Прашања? Пристигнаа неколку прашања од повеќе редакции. Ги сортирав затоа што повеќето се повторуваат, па така да генералното прашање е што велите за предлогот на СДСМ за избори во ек на корона? Видете, во моментов имаме пандемијата со корона, како што сами кажавте во прашањето, каде што луѓе умираат во државата. Имаме ситуација каде што Светската здравствена организација ја продолжи веќе прогласената вонредна состојба за дополнителни 90 дена. Имаме фактичка ситуација каде што Франција ја продолжува вонредната состојба поради здравствениот колапс до крајот на месец јули годинава. Да разговараме за избори во овој период, навистина сметам дека е безпредметно, бидејќи здравието на граѓаните, животот на граѓаните на Република Македонија е пред се и над се. Исто така треба сериозно да се поведе грижа, нешто што не се случува од страна на СДСМ и владата во однос на економијата и степанството кое тоне. Она што можам да го видам е дека и покрај тоа што на почетокот, барем пред извесен период, СДСМ се криеше позади изјавите дека се за здравието на граѓаните, кај тој е приоритет, всушност, онака позади подмаса, да кажам, лиферуваше со новинарите дека всушност се за избори, и тоа веќе не го кријат, јавно го кажаа дека сакаат избори веднаш по завршувањето на оваа вонредна состојба. Има три работи кои што се битни да се кажат, а кои што се поврзани со овој став на СДСМ. Првиот всушност е дека тие на овој начин се надеваат дека ќе го ублажат поразот. Да, велам ќе го ублажат поразот затоа што се свесни и како дека ги очекува огромен пораз и се надеваат дека на овој начин ќе го ублажат поразот. Зошто?
ради тоа што првично се надеваат на ниска излезност поради стравот кој што постои кај граѓаните на Република Македонија во однос на целата оваа ситуација да излезат и да гласаат. И втората работа е што се надеваат на еден начин на фалсификат на изборите, бидејќи де факто доколку изборите содржат непосредно по завршување на вонредната состојба, е дека ќе немаме или ќе имаме многу мал меѓународен мониторинг од страна на релевантните институции кои што го прават истиот за време на изборите. Така да уште еднаш СДСМ покажува една работа, дека воопшто не им е битно нити народот во Република Македонија, нити што мислат луѓето во држава, туку на секој можен начин се обидат да ја спасат сопствената кожа. Во насока се и прашањата од телевизија Телма и прашањето од македонската телевизија, па ќе преминам на прашањето од Канал 5 телевизија. Доколку не се прогласи повторно вонредна состојба, а потребен е законодавец од државата, во случајот стариот состав на собранието или избори за нов состав, која опција од двете, кои што се на располагање, ќе ја понудите на лидерската средба, за да не се случи неколку месечна парализа во однос на нови мерки или уредби? Видете, ставот на ВМРО ДПМН во однос на евентуалното враќање на собранието не е став ради водење инат или став ради дневно политиканство. Неколку пати до сега имам напоменато. Кога станува збор за почитување на уставот и законите, не можеме тука да ги прашуваме политичарите што мислат и кој е нивниот став. Уставот е дециден и јасно кажува дека собранието не може повторно да заседава, затоа што веќе е само распуштено и затоа што пратениците го имаат вратено мандатот. И впрочем, ова не е став, како што кажав, на дневна политика на ВМРО ДПМН, туку тој став е и на најголем дел од врвните експерти во државата кои што ја третираат материјата на уставното право и политичкиот систем. Така да овде не станува збор за желби на политичките партии и преку изразување на тие желби и согласност на политичките лидери на некој начин повторно да се прекршуваат уставот и законите. Значи, тоа што го имаме пропишано и ако навистина се залагаме за владење на правото и правната држава, тогаш мораме да почитуваме она што е напишано. Благодарам.